Во денешното издание на Равенка за успех, задоволство ми е да го поздравам нашиот следен гостин, кој ќе сподели својата Равенка за успех, кој има што да каже, затоа што има долгогодишно искуство во бизнисот, а и во животот. Сефер Цановски, собственик на АОФ фонд, првиот приватен универзитет во Македонија. Сега е фаундер на N99, технолошкиот центар, кој е навистина интересно, нешто иновативно и ново. Ќе зборуваме малку подоцна за таа идеја, а на почетокот ќе го поздравам и ќе му посакам добри дојде во Равенка за успех, да се чувствува пријатно и да ни сподели како сите овие години се носи со сите тие бизнис амплитуди, со животните амплитуди, за да биде можеби добар пример за некој од нашите гледачи. Се разбира, ви благодарам за поканата, ми е често задоволство да видам баш гостин денеска. Сефер, кажав дека ти навистина долги години веќе си во бизнисот, го наследи бизнисот од твојот татко, Фијат Цановски, кој, нели, ти беше добар пример, претпоставувам. Дали може да се навратиме на твоите почетоци? Како влезе во овој бизнис и како се носеше со тоа? Кои беа твоите амбиции од дете и замисли што ќе бидеш понатака во животот? Добро, тоа, знаете, во бизнисот се гледа дали имате талент, односно дали сакате да работите во бизнис, уште на помали на помлада возраст, да не речам на 14-15 години. Ја тоаш детектирав еден талент за кошарка, па се фокусирав повеќе на професионално играње на баскет. За да после тоа на 18-19 години како се запишам на факултет и продолжам со студии и со баскет, татко ми почна еден бизнис, односно не може да речам бизнис, туку високо образовна институција која што ја нарековме првиот приватен универзитет фон во тоа време. Да ме натера да влезам вака помлад во самите почетоци и да навлезам подлабоко во креирањето на една нова високо образовна институција која што беше пионер. Имајќи предвид во тоа време дека беа само УКИМ и Битолскиот универзитет и Добротетовскиот од тој период се појави. Ние имавме една улога која што беше благородна, меѓутоа не беше лесна да се појне од тој пат. Така да во бизнисот морав да се одлучам дали да продолжам со баскет или со бизнис. Од татко ми од моите имав сериозен притисок да се откажам од кошарката затоа што таму не дека бев лош кошаркан, меѓутоа затоа што повеќе бев потребен во нему и на мојата фамилија, на моето семејство, затоа што они визионерски направија нешто што е долгорочно, затоа што високото образование е нешто што мора да го планирате долгорочно. Кога направите, например, една програма, таа мора да биде 5 години, вие 5 години мора да се грижите минимум за тие студенти или за тие клиенти. Така да мора да се откажам од спортот и да се фокусирам на 25-6 години, веќе 100% откажав кошарката, тие години покушавав и едно и друго. И трето, кога си млад имаш повеќе енергија, меѓутоа со тек на времето мора да се определам за едно. Од денешна перспектива, дали мислиш дека си го направил вистинскиот чекор? Знаете, ние некојаш имаме собствено мислење за нешто или имаме некоја визија, меѓутоа времето, околностите, на не речам Господ си имат своји планови. Вие можете имате своји планови, меѓутоа късметот или белекитот што го викаме ние, ќе си дојде некојаш кога најмалку очекувате, а некојаш кога очекувате дека сте направиле се и ќе дојде резултат, не доаѓа. Така да во животот нема некои посебни правила за тоа, само следам своја интуиција и тоа што доаѓа, тоа што околностите го носат, тоа што го креирате, нешто ќе успее, нешто ќе пропадне, нешто ќе завршите позитивно, нешто ќе негативно, како и во животот. И така и во бизнисот и со луѓето е една да не речам патека која што сите ние ја тераме во насока да имате добар ниет или да видите да креирате позитивно, да креирате добро за прво за себе, за своите, за општеството во кое што живеете, за младите генерации кои што ги обучуваме години наназад. Така да сметам дека во секој случај овој изминатиот период од 20 кусур години колку што работам, да речам 20 2001
практично 25 години да се сум во образованието, во бизнис, во менаџирање, во не други работи што животот во овие 25 еден квартал ги донесе. И сум горд на тоа што го направив, на сите успеси, на сите падови, на сите позитивни и негативни, се тоа дел од. Сепак да, вистина е успех кога толку години се опстојува, а верувам дека она што го споменавме, спортот е секогаш добра опција за младите луѓе, затоа што и да не продолжиш понатаму со тоа, ќе ти создаде една дисциплина, една амбиција како база, е добро да те насочи во една добра животна насока. Спортот да, спортот да, о спортот многу научив и јас лично и многу спортисти што ги познавам, посебно кошарката е интелигентен спорт кој што може да ви значи многу во животот. И во бизнисот го пренасочив тоа, мое прво искуство со организација, тимска игра, губење, победување, во последни секунди решавање одлуки, носење. Од едно време бев и собственик на клубот, па го менаџирав и клубот. Значи, тоа искуство беше многу важно за мене. И ќе ви кажам еден пример, што го преточив од спортот во фон, да не речам. Имаше една кампања што ја нарековме "И во Македонија се може", тоа беше почетокот на 2008 или 2009 година, каде ја сега ќе се вратам назад, кога бев кошаркар на само 14-15 годишна возраст, увидов талент и тренирам во клубот во Струга. Меѓутоа, бидејќи бев прва година средно, ме смета дека сум помал од тие што се професионалци или постари, и тренерот не ме не регистрираше. Ја на тренинг делам дека сум талентиран, дека можам да се носам со сите играчи. Меѓутоа, во тоа полусеместар или полугодина, или како го нарекуваме сега, полусезона во кошарка, ја не бев регистриран затоа што едноставно тренерот одлучи дека не треба. Меѓутоа, на полусезона татко ми работеше долги години во Хрватска и 90-тите како почна ратот, он се врати, почна сопствен бизнис во Македонија и почна еден бизнис каде му требаше кошаркарски, односно спортски клуб за да може да добие лиценца за бизнисот што го почнуваш. Ја му викам, слушај, јас играм баскет, тренирам, викам, зашто не се видиш со мојов клуб и со мојов тренер да направите некоја соработка, може ќе ви излезете од престрат. Татко ми доаѓа, се стретнува со претседателот, со тренерот на клубот, договара некоја, не знам, некоја сума 500 марки на времето како беа, месечно спонзорство, и они му даваат лиценцата и мене по автоматизам истиот клуб ме регистрира и ми дава шанса да играм. Ја на терен почнувам, значи како бев млад, почнав да му покажувам мојот талент и во тоа време публиката, знаете како, сега ќе се вратам на "И во Македонија се може". Ја формирав таа кампања за да ги детектираме најдобрите средношколци во Македонија. Јас сум имал среќа да имам татко кој што бил бизнес. Да. И поради тоа ми дале шанса да играм. А кај се 90 и кусур % кои што немале таа охраност, кои што тие тренери или претседатели на клубови кои што не те третираат по правилна насока, туку даваат шанса на тие што сметаат лично, туку нема систем кој што ги детектира талентите. Јас станав еден од најдобрите играчи на клубот. Постигнав поени и се фокусирав, сам цела кариера од 10 години кога играв, играв со срце, со душа и покажував тоа на терен, кога ви излезе публиката или ве аплодира или обратно. Да. Така да и во кампањата што ја направив "И во Македонија се може", ми беше мотивацијата токму таа, да дојдам до деца кои што немаат можност да бидат видени, да им се даде можност 5 минути да се покаже на некој терен, да бидат тие стипендирани. И што направив? Јас отидов, ги барав најдобрите 50 компании од Македонија и отидов кај сите. И ми кажав, слушајте, дајте ќе дајеме стипендии на овие деца, овие се ќе ги најдеме најдобрите, ќе ги стипендираме, ќе ги мотивираме, ќе ги образуваме. И на крај вие ќе може да ги вработите. Од 50 компании 51 ме одбија. Никој не бе на таа кампања. И ја размислував една недела, 10 дена и викам ќе се вратам пак. И отидов
со друга стратегија, ми слушајте, еве јас ќе ви дадам средства за стипендија, стипендирајте ги овие деца кои што вредат и можеби од 50-30 на компании прифатија и така ја поставија таа кампања. Најдобрите компании инвестираат во најдобрите деца и дојдовме до резултат. Првите 2-3 години од 2000 кандидати избирахме 50 само. И тоа беа талентирани деца. На тој начин и за една образовна институција многу важно да имате квалитетен кадар, тоа се подразбира, меѓутоа мора да имате и квалитетни играчи. А во овој случај во универзитетот играчите се студентите. Ако ви немате што викаме ние маеструшки опулени играчи кои што се способни, талентирани да инвестирате во нив, они се лицето на една институција, како што би имале играчи во например некој спортски клуб, вие може да го донесете и не знам Хозе Мориньо во некој клуб што е овде, ако немате играчи, он не може да направи успех. Така, Да, нормално. многу е важно да дојдете до Тимска е таа игра сепак. Да. И во универзитетот, и во спортот на нечовете една спојка која што за потоа после 2-3 години кога стигнаа да пред дипломирање, направивме уште една кампања за да можеме да ги продадеме овие деца во тие компании, што се викаше фабрика на знаење, односно Factory of Knowledge, каде што студентите работеа во групи, дизајнери, економисти, правници, значи во 25 деца во една група, а една група Б, кои што се надпреваруваа меѓу себе за реални компании на реални производи и они во работеа 3 до 4 месеци за таа компанија, правеа целосна стратегија, истражување на пазар, понудеа дизајнерски решенија и ден денеска на пример имате, не знам, НЛБ банка го користи еден кредит за млади со носители, тоа е можење на таа кампања на тие студенти, или имавме некои порано времето Хипо, некој слонче, па има доста компании, Битолска мекара кој прифати некои решенија од деца. Значи, ние им помагавме реално на компаниите, али сето тоа тргна под едно искуство. Да. Прв пат имам прилика да го кажам тоа, да од спортот е многу важен за развој на генерацијата. Јас бартикувам да ги мотивирам сите кои што без разлика дали студираат, работат нешто, да имаат една спортска книжка во себе, па на крај треба ти само прошетка од 30 минути е доволно да ви се активира мозокот убаво. Некој таков баланс. Да, спортот е за сите, стварно за сите деца добра опција, затоа што прво го трга од улица, второ го учи на една борбеност, на фокус и на се она што кажа како визија, затоа што во тие моменти на тој надпревар многу работи мораш да ги направиш во едно. Значи ти си фокусиран максимално на надпреварот, истото е и во се во животот. Кога нешто сакаш да постигнеш, тогаш мораш да се фокусираш и да дадеш се од себе. Твојот, да речам, успех секогаш се препознава, нели, има дела, има проекти, има работи што ќе ги спомнеме во теков на целава емисија, но веројатно имаше и периоди кога имаше и амплитуди на падови, на демотивација или на моменти кога нешто те разочарува или те враќа чекор назад. Во Равенка за успех обично меѓу другото ги кажуваме и оние форми на можности и цели кога ги поставуваме и кога треба да дојдеме до нештото, кога ќе дојдеме до таква препрека, како луѓето умеат да ја надминат. И која е равенката која ја користиш во тој момент за да дојдеш до успехот? Би кажал следно. Така го поштове практично разговора. Секој си има своја патека. Да. И животот носи некојаш добри, некојаш Тоа е сосема нормално. лоши моменти. Мора да имате берба во Господ, во Аллах, како сакате наречете го, тоа е прво. Второ, Господ има секојаш планови за вас, затоа што, еве, например, пред 15 години, кога беше тоа рушењето на Космос и тие некои ситуации, до тој момент јас имав, например, 1000 другари, пријатели, соработници кои што ми се дневно, неделно, за да после тој момент мене на телефон ми се јават само 5 до 10 луѓе, кои што ги бира од 1000 на 5 до 10. Многу пати ова го заклучуваме со многу наши гости и лично искуство, дека со годините, кога сум слушала порано, кога повозрасните велеле, ве ќе останат
на една рака да ги изброиш пријатели ми било чудно, викам како јас 100 пријатели имам на една рака, ама вистина со искуствата, Не е да. случајно тоа. Меѓутоа, знаете, пак ќе се вратам, Господ ви го чисти патот на друг начин. Вие може да видите во тој момент дека ви се случува трагедија или лошо или зло, па да се енергијата да ја насочите кон себе на самоуништување, или мора да сватите, тоа кај мене трае на пример 3 дена, некоја нервоза или кога имам такви ситуации, 1 2 3 и во животот така 1 2 3 и четвртиот ден излегуваш и ја селаш напред. Да. Бидејќи кога имате правда на своја страна, кога сте честни, кога сте поштени, кога работите со труд, со пот, тоа ќе излезе еден ден на површина. Колку и да е тежок тој пат, правишниот пат, колку и да е тежок некој пат кој што го работите честно, поштено, имајќи предвид дека живееме во време на многу окрутност и во време на многу лага, манипулација, фейк, луѓето не се едно се представуваат, друго се реално, така да многу ретко може да дојдете до вистински луѓе во ова време во кое што живееме, на жалост. Меѓутоа, етика, морал, некои работи мора да дојдеме на ниво каде што ќе можеме на идните генерации да им пренесеме барем базисните вредности. И токму ако базата ви е квалитетно поставена, вие кога ќе се ниша утре задутре, кога правите куќа или зграда, темелите мора да ви бидат за 10:00 да има земјотрес, ако бидат малце послаби фрлите таа куќа може ќе се сруши. Меѓутоа кога темелите ви се сериозно поставени, ќе има нишање, ќе има дрмање, може би, ама ќе Ќе некако ќе опстои. Во секој случај, втора работа, кога ви се случува неправда, да речем. Вие чувате гнев некојаш за некој, или некој ви направил неправда. И тоа е лошо за себе си. Зошто? Затоа што тоа ве уништува. Вие може да се ослободите од тоа. Разбирате? Така, некојаш кога некој направи лошо или зулум или штета, само ја го бришам во мојот живот и го пуштам кај друг, кај Господ, па нека се расправам со него. Јас со тој човек завршам или со тие луѓе или со таа институција или со тоа, така да не трошам, пак ќе ви кажам, 3 дена, 3 step, move it, 3 day, suffer and then next day you move on, викаат овие американци. Меѓутоа, тој момент не е лесен да го направите. Да. Не е лесен и да опростите некогаш. Не е лесен и да ги пуштите надвор од вашиот живот некогаш. Меѓутоа, ние Конфуциј рекол, мудрост може да научите од 3 начини. Еден е од учење, кое што е најблагородно. Втори од копирање или препишување, кое што е најлесно, најкраткорочно. И трето е од искуство, кое што е најгорчки. Ја го благодарам на Господ што донесол неколку ситуации да не тестира, да не стави во такви ситуации, затоа во тие моменти се гледа вашиот карактер, вашата издржливост, кои сте вие како луѓе и на крајот на денот што представувате. Така да јас сум навистина среќен што сум преживел некои ситуации во животот, меѓутоа благодарен сум на Господ што ми дал многу други ситуации. Така да тоа е. Балансот се прави. Нели, кога е тешко има нешто друго што ќе ти биде светла точка, па ќе ти биде можеби мотив да се надмине тоа што е тешко. Видете, секој ден ако човек мисли дека се е лесно, ако прифати тоа, ќе се разочара. Затоа е најдобро да прифатите реалност која што е. Можеби не е сурова, меѓутоа реалност која што е практично да бидете подготвени на се во секое време. И да очекувате се во секое време. И ако имате среќа да ви се погоди добар ден, ќе биде убав ден. Ако ви се погоди да биде лош ден, ќе биде лош ден. Ја завчера се слушнав со едни мои пријатели од арапски земји, бидејќи таму се случува се моментов хаос. Да. И во Саудиска Арабија ми се викам, слушате како е, гледам, читаме вести, и викам, ние не осетивме ништо кај нас, меѓутоа имавме многу убав ден. Викам, добро, вика, цел ден врне, дожд, они не виделе дожд цела година. Не разбирате, сакам да ви кажам, некојаш кај нас дождот ќе разочара многу луѓе, ќе бидат депресивни, а некои луѓе и некои земји дождот се радост и позитива. Така да зависи како гледаме на животот, на работите, и секогаш практикувам да се гледа позитивно, дури кога изгледа дека тоа нема безизлезна ситуација или ова, секогаш има некој што ќе ви отвори, ќе ви запали светло и тоа може само да верувате во тоа.
Да, инаку сите ние се учиме на своји грешки, никој од нас не учи на туѓи грешки за жал. Мора да се изгориш за да осетиш дека таму не треба да пипкаш. Да. И сме егоцентрични, никој што тоа не се одбива од глава. Друг начин, така да. Добро, ама тоа е некој зрење на духот, јас мислам дека мора да се помине низ такви чистилишта каде што човек ќе се справува со такви ситуации или искушенија и ќе знае да ги надмине. N99 го спомна во најавата, интересно е како проект, ама би сакала да ни го објасниш малку која е замислата, од каде дојде идејата, што е целиот овој проект? N99 започна од минатава година. Сега у март таа компанија ќе прави една година и во рок од една година успеавме да од идеја да дојдеме до практично сега за само месец ќе биде свеченото отварање на N99 Technologies. Под идејата дојде и прво ќе ви кажам што е N99 Technologies. N99 е еден екосистем кој што го креираме во нашава држава, во кампусов кај што е на булевар Киро Григоров број 5, со цел да го споиме иновацијата, технологијата, едукацијата, стартапите, настаните и бизнисот под еден кров. Што значи да малце поттикнеме да и младите, и бизнисот, и оние кои што имаат идеја да креираат нова компанија, млади, да им дајдат место и луѓе и институција која што ќе ги поддржи, да може приватниот сектор да најде место каде што ќе може да се трансформира во ова време на таму трансформација, младите да најдат едукација на еднината, тренинг на еднината и да креираме нешто што е вредно да се инвестира во него наредни 10 и повеќе години, наредни 40 години. Ми рекол зошто? Затоа што во кор во суштината на N99 е технолошкиот парк, кој што е иновацијски центар, R&D центар, кој што има 4 столна. Едниот е вешташката интелигенција и роботика, која што сакале или не е веќе иднина, туку е реалност и сегашност која што живееме. Тука во технолошкиот парк имате и робот веќе. Ќе ви кажам, ајмо, дозволете ми веќе 3 столба. Ајде. Вешташката интелигенција и роботика, вешташка интелигенција и земјоделство, neuroscience или brains, кој што го нарековме, и cyber security и форензика и тренинг центри од тој тип. Треба да фатиме чекор со еднината, тоа е вешташката интелигенција и роботика, треба да јадеме земјоделство, треба да се лечиме медицина или телемедицина и треба да се браниме, тоа е еднината ќе биде, ако сега набрањено во сајбер безбедност, кој што разбрав и вас би го хакирале пред некој ден профилот, да. И ќе моля ви да го можете да се обучувате кај нас за сајбер сигурити, како да заштитите. Да. Значи, еден профил кој што има милион гледачи, може некој да ви го хакира, тоа е голема штета за вас. Да. Претпоставам. Меѓутоа, Сигурно. има начин како тоа да се заштите и токму тоа ќе го правиме во еднина со овие 4 столба кои што ќе ги биде носител технолошкиот парк. Во однос на роботот, ќе ви кажам, CEO, односно раководител на технолошкиот парк е професор доктор Анис Сефиданис, кој што е единствен кој што го креирал првиот хуманоиден робот во Македонија. Ако видиме Вучич и овие други земји се фалат со кинески роботи, ќе правеле роботи, ќе фабрики за кинески роботи и производство. Имаме првиот хуманоиден македонски робот кој што е направен професор Сефиданис. Ова е втората верзија, Алшар 2.0, кој што е предвиден во улога на професор, односно помагач, асистент на образовниот процес, на тренинг, на едукација. И сме единствени не само во Македонија и регионов, тука го земете во радиус од 5, 6, 7.000 километри, нема друг physical AI. Значи, затоа овој дел е многу уникатен, затоа што сме единствени кој што има physical AI, лабораторија и ќе биде, знае Боже, и производство и понатака и фабрики за таа работа. И таму ни се конкуренција кинезите,
на Илон Маск роботите, после најмалку они се многу понапред, имаат многу повеќе стрес, многу повеќе фанс. Веќе да нивниот дел е комерцијален или е воен или комерцијален. Ние создаваме наша приказна. Роботи кои што се со повеќе национална интелигенција вклучени во нив, роботи кои што се улога на кој што нема веќе во она што светот го работи, така да сметаме дека ќе бидеме многу интересна, да не речам во делов на овие иновации ќе бидеме изненадување, не само во нашава држава, нашиот таргет е преку 43 други земји и нашата крајна цел од оваа концепција е да произведуваме дома, made in Macedоnia, и да тоа го продаваме надвор, а не обратно само да увезуваме работи од раноградинарски култури до машинерија, роботика и све останато, да пробаме да мотивираме млади таленти, идни генерации, моментални инвеститори, компании кои што се желни да заедно направиме нешто што ќе го промени текот на оно до сега вртење во круг што имаме на сите високообразовни институции, на сите технолошки идеи. И N99 е место на сите. N99 не е на AUEFON. AUEFON може би еден од членките што ќе биде дел од екосистемот. Ќе го поканиме Уким, Финки, другите Апостол Павле, например професорот Сефиданис е професор на Апостол Павле. Професорот Кирешо ќе го работи Cyber Security тренинг центарот е на Војна академија. Сакам да ви кажам, ова е место кое што припаѓа на сите во ова општество, затоа што е време да седнеме, да пробаме сите кои што имаат добар ниет, добра замисла, кои што се пати да чекаат со ова време, да пробаме заедно да направиме некој производ кој што ќе биде може да го продаваме надвор. Многу интересно. Имате менталитетот наш каков е. Например, се овој конкуренција со другиот, они не само што не комуницираат, не само што не соработуваат, него се ги вадиме јачите меѓу себе. Се правиме сопки, завитки, ако например еднава компанија прави, не знам, €1.000.000 годишно или има тој производ, другава прави €1.500.000, ако тие се спојат во некој трет проект за трета земја да работиме, може би ќе заработат 5. И ќе има повеќе и за нив и за нив. Мора некако да пробаме да го промениме тој мајндсет и токму N99, освен технички, практично, едукативно, тренинг, се она што го прави за стартап земницата, за младите што ќе го прави за компаниите, ќе има и за цел и културно да било, односно да проба да на една маса ги седнеме сите стейкхолдери кои што можат да направат оваа држава да биде како што, ако речеме Made in Germany, вие ќе помислите дека тоа е квалитетен производ. Ако речете Made in Macedоnia, ќе се прашате, сами себе ќе се играме мајтап со тоа што го произведуваме, ме разбирате? Така да, ја би сакал и војнина да биде Made in Macedоnia, нешто со што ќе се гордееме, нешто со што ќе бидеме Што ќе гарантира квалитет. да продаваме во 30, 40, 50 различни земји наши производи. Тоа е мојата мисија, тоа е мојата замисла со N99 и ги поканувам сите кои што се имаат желба да соработуваме, да дојдат, затоа што ова е место каде што е на сите. N99 не е мое, N99 е институција која што треба да ги спои сите оние кои што имаат позитивна мисла, добра идеја, заедништво за соработка, да дојдат и да работиме заедно, да го подобриме имиџот, да подобриме вредностите, да направиме технологии, да направиме храна, да направиме медицина, да направиме нешто што ќе било во чекор со промените кои што се случуваат во светот. Колку побрзо фатиме чекор со тие промени, толку колку побрзо ја прифатиме реалноста која што се случува во светот, толку побрзо и ние ќе може да се трансформираме. Да. А Македонија е мала земја. Ако има желба, многу брзо, Лесно може, многу брзо може да се трансформира. Разбирате, ама тоа не зависи само од нас. Добро, тоа некоја иницијатива, па една по друга, па некој ќе го препознае сето тоа како добра иницијатива и верувам дека ќе оди во баш таа супер насока. Да, ние во управата сега што ја формиравме, стои технолошкиот парк, таму стои coworking, бизнис центар, ивент центар, таму има стартап и акселератор програма, тоа се 4-5 стула кои што имаме тимови направено, и оставивме 2 тима, плюс кои што оставивме 2 канцеларии, ќе ги поканиме.
овие како се викаат стопанските комори, МАСИТ или Македонска стопанска комора или Турска стопанска комора или Британска стопанска комора, значи да имаат простор они за во N99 и седмото место го ставаме за држава. Ќе понудиме на држава да има свој представник во N99 затоа што на крај на денот имаме иста мисија. И со државата да го подобриме имиџот за нас како држава и да регионално поставиме некои позиции кои што ние сметаме дека ќе помогнеме и на државата многу во таа насока, иако државата има свои идеи, они исто ќе градат технолошки парк, има најава дека ќе се инвестира во оваа насока и нова директорката, гледам доста работат во таа насока. Ние имаме заедничка мисија. Така да ако приватниот сектор, државата, универзитетите, односно истражувачите и оние кои што се имаат желба да фатат чекорсови промени, се потрудиме, можеме во наредни неколку години да направиме резултат кој што ќе биде добар за сите. Да, идејата е супер, иницијативата исто така. Ајде се поединечно маса да ги објасниме. Рековме дека роботот има се представува како професор по математика, како можат Роботика. по роботика? Професор. Добро, Роботика. добро. Сега како можат студентите да го користат тоа? Значи каква е неговата улога? Можат да поставуваат прашања, можат да бараат одговори за некои теми кои не им се јасни од одредени предмети, во која сфера може да им одговара, значи каков е доменот, на кои јазици зборува. По паметен на сите јазици зборува, има во системот зависи ако му даде улога да биде професор по роботика, ќе биде професор по роботика, ќе ги има сите силабуси, ќе има сите книги можни што ги има во него, ќе ги знае сите можни одговори, сите можни прашања. Он ќе има пристап и до интернет, и до Open Web, и до Dark, значи он има повеќе пристап од било кој human човек. Во моментов што ако било кое прашање поставите, нема да имате за се одговор. Мора да одете на ChatGPT или на интернет или на Google, или на Gemini да дојдете до одговори во тој момент. Меѓутоа, ова е наш GPT мод кој што е креиран, патентиран производ во креација на Сефидалис и е навистина импресивно нешто што ќе бидеме горди не само ние и Република Македонија ќе биде горда на тоа што ќе го покажеме. Се не би откривал се затоа што отворањето негде ќе биде почетокот на април. Да бидеме стрпливи. Би оставил да видат самите да се уверат, да, младите, универзитетите, сите ќе можат да користат, ќе можат да бидат дел од тие академии, тренинзи, обуки. Универзитетите ќе можат да ја користат таа училницата во која што е Алшер, се вика училница на еднината. И така ја крстивме училница на еднината, каде што сакаме да воведеме дополнителни поинтересни тематики, поинтересен начин, например Алшер ќе предава за роботика, ќе земе раката од првиот робот и ќе покаже како тоа треба да изгледа, како тоа треба да се прави, што ќе биде поддршка на самиот професор, на самиот академски кадар, нема. Сега повеќе за овие работи ќе зборите, ќе го викнете и CEO-то Анис или другите руководители што се таму поставени во N99 и ќе ви објаснат повеќе. Ја не би сакал да влагам во нив таа работа. Мојата крајна цел на крај да направиме производ што ќе може да го продадеме у трети земји. Мене ми е тоа крајната цел. Јас сакам тоа на крај да биде бизнис за сите. Значи да ако вие вашиот производ го продавате за 100.000, да најдеме пазарски што го купат за 500.000. Разбирате, ако продавате 500.000 комада, дај да продадеме 5 милиони некаде. Мојата мисија ќе биде повеќе да ги мотивирам да веруваме повеќе во нас, да веруваме повеќе во вредностите, да младите веруваат повеќе, да во себе, да не се разочаруваат толку лесно. Да не име да е прво нешто, јас си одам надвор од држава. И таму не цветаат ружи во светот. Сигурно. Светот не е веќе едно поле кое што е безбедно, креативно, веќе видите што се случува геополитички и светот стана едно неизвестно, живееме во една неизвестност. Време На крајот на крстото од дома нема подобро. да се вртиме дома, да се ослободиме од некои предрасуди, да веруваме повеќе и ќе успееме. Во ФОН има колку отсека во за студентите? Во универзитетот има 8, 7, 8 или 9 факултети, од кои што изминативе години 5 беа во
во функција, другите дозавршуваат, правни безбедносни, економски, дизајн и информатика, тие се 5 столба. Меѓутоа сега ова е последна година кај што овие програми ќе бидат до таа форма. Има и некој нов закон што се спрема, држава да видиме што ќе донесат, ќе може да се прилагодиме на промени, меѓутоа ние ги почнавме тие промени пред да се носи нови закон. Значи ние сега спремаме Спремни Јава сте. за 2027 го спремаме Универзитетот на едината. Тоа ќе биде ќе почне од N99 таа промена, а после ќе оди и дали овој универзитет фон или ауер фон како се вика, дали ќе се вика поинаку, дали ќе се трансформира целосно, ќе биде првиот, ќе го креираме преку N99 првиот AI универзитет на еднината, така да работиме во таа насока и верувам дека 2027 година ќе биде година кај што ќе почнеме со комплетно нова мисија. Ова 2020 6-та генерација која што сега и 2026-27 ќе биде по овој систем кој што до сега функционираше. Здраве Боже, од другата година ќе можеме да ќе работиме полека ќе најмаме да сега да почнеме од некаде и таму самото тоа ќе не носи, верувам дека ќе имаме поддршка и од државата, од бизнис секторот, од образовните институции. Значи ја го гледам, пошто на пример сум студирал на УКИМ. УКИМ е мој универзитет. Не можам да кажам еден збор за УКИМ. Иако секаде има многу предизвици, многу универзитети се отворија, многу приватни, многу државни. Ние сме од приватните кои што работи по закон, по стандарди, има вработено максимално колку што е потребно број на луѓе по програми, по професии, кои што бара закон, голема зграда, трошоци. И од друга страна имате некои приватни што се со двајца-тројца пензионери. Овие години и уназад штанцаат дипломи, прават милиони. Ние да не речем на крај на денот едва преживуваме во такви околности. И тој дисбаланс и тоа ставање во исти кош. Приватните биле вакви, државните биле вакви. Тоа сакав баш да те прашам. Дали се уште важи тоа дека државниот универзитет е посериозен и по дипломите имаат вредност за разлика од приватниот сектор? Дали баш тоа се прави некој баланс околу? Државе. Например, ние сме го помогнале, сме го формирале факултетот за правни науки во Гоце Делчев Штип или не знам, постари сме од Апостол Павле, од Мајка Тереза, од многу државни сме костари. Ние сме 25 години на пас. И сега доаѓате во ситуација кај што новиот закон вика правните, односно приватните не можат да имаат правен и безбедност. Ние се мора 25 години факултет што сме имале, државата вика затоа што не ставаат во истој кош. Тоа не е мислам логично, меѓутоа штом државата одлучува, има некоја стратегија, ние ќе го поддржиме тоа, верувам дека ќе донесе резултат, меѓутоа не знам колку реално ќе донесе квалитет на државните универзитети. Колку се подготвени професорите да се трансформираат на државните универзитети, па и на приватни. Јас работам во приватен универзитет и многу им е тешко и на нашите професори да се трансформираат во време. Овие генерации имате керка, веројатно деца кои што се на возраст и овие моиве деца или деца што ги гледам се тотално други генерации кои што Со други сфери на интереси, другачија перцепција. од предко. Да. Професорот не смее да има апсолутна мок како на времето. Не смее да не му се миша столчето. Не може, мора да се прилагодат на новите трендови, на вештачката интелигенција, да биде дел поддршка на система. Не викаме ние дека вештачката интелигенција, роботите ќе ги заменат луѓето. Не. Туку мора да имаме критичко мисла, да знаеме, значи да самиот човек критички размислува, меѓутоа вештачката интелигенција да биде поддршка на тоа критичко размислување. Не бараме да биде замена. Така да ќе биде предизвик и без разлика на законите што се носат, без разлика државата како замислила или приватните универзитети, ние мислам дека сме фатиле чекор кој што таа трансформација ја почнавме претходно и сега ќе чекаме време да покаже резултати, затоа што многу е важно системот да биде прав за правите деца кои што треба да учат право вистинско образование. И не можеме да се лажеме себе си, кога нешто вреди, кога е нешто квалитетно, ќе излезе на површина. Кога е нешто труло, пак ќе излезе на површина. Покажува пазарот. Не разбирате, ќе покаже таму кај што ќе се вработат
Времето си. студенти, времето ќе покаже, ме разбирате, не може со образованието не може да импровизирате. Тоа што излегува на површина. Тоа се генерации кои што ние преку 15.000 генерации или 18.000 дипломирале досега. Добро, некаде се во приватен сектор, некаде во јавен сектор. Ние сме горди на тоа што сме изработили овие 20 кусур години. Затоа што знаеме дека не сме продали една диплома на никого. Секогаш има некаде, ме разбирате, може некој професор ваков таков имало тоа академската слобода дозволува некои работи, меѓутоа јас пијам мирно. Јас и моите сестри, мојот родители, ние спијаме мирно затоа што ние до сега не сме се јавиле на ниту еден професор, кажеме пиши 5, 6, 10 на некој. Еве, јавно зборам, нека каже еден од моите професори. Сега што се ли изминативе 25 години, поминале преку 500 фултајм професори, нека каже еден дали само се јавил јас, татко ми или мојата фамилија да пишат на некоја оценка. Тоа не постои кај нас и затоа сме горди на тоа што досега сме го изработили. Браво. Она што е интересно е дека вие сите сте инволвирани во факултетот, во оваа работа семејно. Значи во моментот ти твојата сопруга е баш директорка на АОФ и она е дојдена од Германија, Сезен, со турско потекло, сега се адаптирала на македонски услови. Како се снаоѓа во овие услови? Сезен е, да, родена, образована и порасната во Германија. Она е трета генерација на турски иселеници во Германија. Дедо и татко и па она е таму родена. Да, германски менталитет од една страна, па оди во Турција после дипломирање или после некое време. Таму работи фабрика за лифтови, има една голема фабрика, нејзиниот бојка, нејзината фамилија, таму го менаџира неколку години. Има изтекнало искуство со интернационална international relations и ред други работи со луѓе. После тоа во една од најголемите компании, не само во Турција, и во топ 100 во светот, Yildirim Group Holding на позиција, и после тоа ме срека мене и се враќа во Македонија со мене во Македонија, продолжуваме да живееме заедно. И тоа беше тоа која плашува, му вика, имав два културни шока, еден од Германија во Турција и еден од Турција во Македонија. Меѓутоа, она се прилагоди многу брзо. Моите деца од првиот брак ја прифатија прво, најдобри, многу важно и за нив и за неизе. После тоа ни се родија неколку деца и нас, па така да, животот носи, некојаш не планирате, меѓутоа носи. И сега најмалата керпичка порасна. Да, ти имаш 5 дечиња, што е за респект. Да, и јас, да, благодарам. И сега ја вклучив, нека се здрави живи. Ја вклучив изминатава година и пол, викам, ми треба помош. Ја планирам нов проект со N99. Мене ми треба некој што ќе ватера универзитетот. И некако ја натера да се вклучи. Кога дојде првиот месец вработиниве, вика, чекај сега оваа. Гај дали збори македонски, па дали ќе се разменаме на англиски, па дали ова. Он им покажа на сите во рокот месец дена дека најдоброто нешто што се случило на универзитетот изминативе 20 кусур години, го среди универзитетот во рокот година дена, исто стандардизација, евалуација надворешно помина со највисоки оценки, луѓето ги среди, администрација, професори, и сум многу благодарен, еве, и јавно можам да го кажам тоа, сум многу благодарен што она е дел од мојот живот, и не само од мојот живот, приватен, туку и од професионалниот живот, затоа што најдов пат кој што можеме да работам и да соработувам заедно. Ја морам да те надополнам на темава дека е стварно прекрасна личност, не само што изгледа надворешно преубаво, така и зрачи преубаво. Не да ми ја урочиш се. Не, немам урочливи очи. Во секој случај, секој комплимент за неа. И ова што го зборуваш, знам дека е искрено и вистински, пошто ете лично ја познавам, па можам да го потврдам. Македонски за 11 месеци. Да. Кога дојде за 11 месеци научи да зборува македонски, не знам дали беше мотивирана, учеше, читаше, дали беше причината што сака да знае кој ми пишува на македонски на телефон, или па имаше некоја друга, не плашеше, не иза. Па добро, сега така се чува маш, нели? Мора да види се под контрола, не треба многу да се опушти.
Се сложуваш? Да, се сложувам. Јутро да. Види, моја најголема поддршка изминатите 25 години се моите две сестри, Миранда и Екзона. Они се столбови во сенка кои што не секојаш се напред, веќе фронтмен сум јас. Они се позади кои што го држат другиот дел од приказката. И Миранда со универзитетот и Екзона сега ја чувам повеќе и со НДС 9 ивент центарот и бизнес центарот и коворкингот и се тоа што е поддршка на целиот тој нов екосистем кој што го нарековме. Значи екосистемот е многу е важно. Екосистем е на пример природниот екосистем, дрвја, шума, птици, ова, ако нешто излезе надвор од тоа, се нарушува целиот екосистем. Така да по тај основа го градиме и овој екосистем. Тој на N99 кај што мора да има некоја синергија, мора да има некој баланс кај што сите кои што ќе се вклучат ќе имат свој интерес, некаков интерес, пошто сите ние работиме за некаков интерес, и тој интерес базиран на fair play, на реални вредности, да кај што ќе се види поддршката една страна од друга, така да и овие го имаме на пример 4-5 квадратни метри кои што ќе ги знаеме на компаниите. Сите тие средства што треба да влезат од изнаемување, половината ќе одат во екосистем за поддршка на иновации, за стартапите, за стипендии, за академии. Значи цел тој круг би требало да функционира на тој начин кој што тај може да биде како што сме го замислиле, меѓутоа предизвик не знаеме што ќе донесе утре и мора да бидеме подготвени на секакви предизвици во животот. Апсолутно. Со оглед на тие 25 години искуство, веројатно си спремен и на предизвици и на ситуации. Сега ќе преидеме малце на приватниот план, значи надвор од службениот. Знам дека ти е животот поприлично фокусиран на работата и на сето тоа, но сепак во прашање се 5 дечиња, кои се на возраст од колку? Сега сите се во различни. Хан е 17 години напред сега, Силм е најстар, Каја сега во март, кога е роден Фонона се роди на 10 годишнината, може би сега па е 13. Првите две деца се од првиот брак. Да. За мене и за Сезен и за мислам имаме улични релации со сите меѓу нас, тоа сме расчистиле, тоа е многу важно исто. Да. А Лара има колку напред се? 7. Пред месец дена Алија направи 5 и Дефне сега ќе прави 4. Од се помалце. Супер. Интересно, ние Од сите возрасти, полна куќа. гледам многу парови кои ќе со едно дете, се жали, леле не спијам, леле ова, леле глава болка, температура, болка. Кај нас е тоа, знаете, како стерео систем, имате едно моно, две деца, се моно, стерео. Ако имате 3, па имате централен, па сараун систем при мене. Разбирате, едно во нобита ќе се разбуди, едно ќе се раздолен, ќе се лакоче. И Па интересно бе. не поинтересно, видите, со повеќе деца не е лесно, едноставно, меѓутоа е поинтересно. Прифаќате, едноставно е, ја уживам со нив. Они ми се од нив ја црпам најголемата позитивна енергија. Они се чиста, децата се со чиста љубов, знаете, чиста енергија. И меѓу другото, да ви кажам искрено, јас работам се многу пазари надвор. И се треба да патувам лево десно, ја не сакам многу да правам ни пали, не да патувам. Сакам овде да бидам покрај нив, да ги гледам кај што растат, да им оставиме нив да имаат држава овде, затоа инвестирам во држава. Затоа што ми е важно Македонија да оди напред, ми е важно нашиот пасош да биде валиден, важен, ми е важно нашите производи, нашава компанија, капиталот да биде вреднуван и сметам како и секој нормален што би требало да живее во своја држава, треба да се фокусира овде. И ова приказка со N99 што ја правиме, и шоурумот, и технологиите, и се тоа, ми е идејата да ги повикам сите овие земји што ги работам да дојдат овде да ви видат. И овде да разговараме, да видат Македонија, да видат храната, да видат условите, да го видат комплексот, да видат нашата култура. Наместо ја да патувам во 40-50 земји, идејата ми е да ги донесам овде тие 40-50 земји и да можеме да градиме поинаков имидж пристапи, ако биде некој бизнис, ако продадеме некој производ, некој робот или некоја апликација или некоја земјоделска AI солуција, тоа сите ќе заработи.
Идејата ми е тоа. Дали татко ти си уште е вклучен во работата или едноставно само можеби некогаш да даде некоја идеја или коментар, критика? Татко ми е, он лани искочи во пензија, излезе во пензија, ги исполнуваше условите. Меѓутоа тој е човек што цел живот работи, цел живот ќе работи, да е жив. И он нека е здрав и жив, ни е потребен затоа што неговата мудрост, неговото животно искуство е секогаш добре дојдено за нас, многу ни значи, и мене и на сестрите и на Сезен и на сите во фамилијата, он е столбот на фамилијата. И добар е, здрав и жив е, се држи, оптимист е, верува во тоа што го правиме, не поддржува максимално. Ги ја префрли пред некое време и компанијата што ја граде со мајка ми долги години Фине, кај што има доста објекти кои што паѓа по нив. Јас и моите сестри ја превзедовме практично сега е фаза на се ја превземаме, така да имаме дополнителна обврска, меѓутоа многу ни значи што е он здрав и жив, што е тука за нас, многу ни значи неговото присуство. Доаѓа, работи, помага, некојаш се жали, некојаш ќе реагира на нас, што е добро, затоа што ако имате кој се супер, нешто не чини. Знаете, мора да имате некојаш и недоразбирања, мора да имате некојаш различни ставови, различни генерации. На конструктивни разговори. Он е човек што ќе те сослуша, човек кој што има разбирање, не те суди, што е многу важно, не разбирате. Не е егоистичен, не е човек што може да ти го уништи мудот, туку едноставно ќе ти го каже на начин кој што треба да ти го каже. И тоа, благодарен сум што е здрав и жив, и он и мајка ми нека се здрави и живи. Тоа ни е богатство. Целото семејство. И децата, веројатно, некој од нив ќе има афинитети кон бизнисот, можеби некој кон спортот, затоа што, ете, кажа ти, дали би ги насочувал сите да бидат во бизнисов или пак би им дал слобода на избор? Јас им давам слобода на избор. Никого не насочувам, не сум јас, без разлика што се мои деца, да има свој късмет, они си има свој береке, они си има свој пат. Да. Господ нека биде со нив, нека ви чува, нека се чуваат самите себе си. Ја мојата основа е да им дадам основата, базата, да бидат честни, да бидат поштени, да ја кажуваат вистината, да не кријат, да не лажат, да не крадат, да не прават работи кои што се суштински, кои што ги има во Куранот, во Библијата, во Стариот Завет, во Новиот. Тоа се основите кои што ние денеска имаме обврска да им ги пренесеме. Да бидеш човек. Да. И енергијата која што ја прегласуваме, и најмногу децата учат, знаете, од нашите постапки, што ние сметаме дека они не слушнале, не биделе некои работи, меѓутоа они секогаш гледаат, секогаш чувствуваат. Секогаш родителите се некој образец кој они после си го пополнуваат. Треба внимаваме повеќе на себе, на нашите однесувања, затоа што не снимаат, гледаат, пратат. Тоа е што можеме да направиме за нив. А дали ќе биде некој спортист, бизнисмен, тоа Господ знае, они самите нека си се најдат себе си. Ние сме тука да ви поддржиме во секој нема одлука. Ти си од Струга, живееш во Скопје. Каде си, идеш ли често во Струга? Каде се чувствуваш повеќе дома? Македонија е мала држава. Македонија се чувствувам дома. Ова е наша држава. Роден сум во Струга. Нормално ме воздруваат убави емоции, езерото, реката. Сега лани преклани си земав едно лисерче, живееме куќата на лето. Лето поминуваме 2 месеци во Струга сигурно. Убаво е, децата чисто, не е толку топло како на море или или во Скопје, да не речам. Јули, август сме во Струга. Струга има посебна енергија, тој град сум пораснал, мислам, има луѓето се малце поразлични, да не речам дали што сме на самата граница и со Албанија, Охрид, Западна Македонија, некако е посебна во многу работи, затоа што има многу Господ дал природа, природни ресурси кои што мораме некако да најдеме начин. И жално ми е кога гледам изминативе 20 кусур години, невеста се развива
да го искористиме потенцијалот кој што го имаме таму, ние некако затаивме во таа работа и би сакал ја да инвестирам во Струга понатака. Тој дел ќе се разбива, таму поминува коридори. Струга, Охрид. Тоа е еден регион кај што ја можеби после еден работен век што ќе го завршам овде ќе се вратам назад и ќе продолжам. Се направиме некои сити таму кај што ќе можеме да татко ми сака се почесто и почесто во Струга. Они сакат полека да се враќаат. Убава е Струга за Природата помирно, нема таква динамика веројатно. да, зависи што сака. Може да живеете и во Истанбул, во 20 милионски град, и тоа е друга приказка, да дојдете во Њујорк. Меѓутоа, мене ми се допаѓа, кај да сум ми се допаѓа, Скопје, Струга, се убави градови ако гледате убаво кондо, ако имате убава мисија, убава жел, сега да ги ви видува. Така да пробаме да направиме за Убава земја за живење. и за земјата секогаш. Тоа мора да биде ако не го правите тоа, тогаш да е што функционирате. Искрено. Ако не придонесувате во тоа што го работите, ама за луѓето, сепак на крај на денот ние работиме за луѓето. Ако не направите едно добро за луѓето во вашата работа, дали работите бек офис и во нека институција, државна, приватна, вие мора да бидете сервис на луѓето на крај на денот. Да има поента постоењето, нели? Да, се согласувам. Мислам дека сите овие убави идеи и овие убави реализации и овие работи и проекти кои сте ги започнале им се допаѓаат на нашите гледачи и на студентите. Можеби ќе мотивираме некого баш со овој разговор да се вклучи во сето ова, затоа што мислам дека навистина е иновативно, интересно, ново и буди во посветла и подобра иднина. Јас ќе се заблагодарам што беше дел од Равенка за успех. Времето брзо ни помина. Како што ти реков, дека брзо тече времето. Во знак на благодарност ќе ти дадам подароци. Ова е Пако Рабан за тебе од нашите пријатели, Благодарам. спонзори. Благодарам многу. Тука се Нишмен. Веројатно знаеш за овој бренд кој има доста производи за мажи и многу квалитетни. Ти благодарам. Повели. И од Бадел. Пиелок, иако не рече дека не пиеш, ќе ги послужиш гостите во Не пијам. канцеларија. Најде за некој, за некој поклон, некој што Антик. пие. Да. Пеленковец. Се благодарам многу. А, Благодарам многу на не очекува поклон. Ја донесов само велики рамазански пости. Со само еклери. ти благодариме. Кај Фарко се некаде. Тука се после снимање ќе се почастиме. Јас постам исто, нема да можам, ама екипата ќе проба. Кафето Есе, кој ни е поддршка исто така партнер во овој проект, Checkmate, кои озможуваат ваква добра реализација на Равенка за успех. Каре, ти се допаѓа ли студиото? Кој е во просториите на првиот приватен универзитет во Македонија, АОФ-он. И мислам дека имаме еден убав амбиент каде што нашите гости и ние се чувствуваме пријатно. Одлично, секоја чест и вам на Checkmate и на сите кои што сте вклучени во приказна или Равенка за успех. Ви посакувам на тамошен успех, да ја мотивирате луѓе, да ја пренесувате позитивна енергија, да имате, да градите нешто што ги биде потребно на пак на луѓето, нели? За крај на денот. Ти благодарам, исто така и успех на тебе и на животен приватен план и на план на бизнис. И верувам дека нашите гости, односно гледачи, повторно живаа со нашиот гостин и ќе не следат и со новото издание на Равенка за успех.